Еве, почитувани гледачи, како што забележувате, се наоѓаме во селото Пишица, во МАК пчеларници. Во моментот го затекнавме Маријан Асов на својот пчеларник и ги спроведува своите активности. Што правите во моментот и како овие временски услови кои што денови ја зафатија територијата на Македонија и територијата на Пробиштип влијаат на пчеларењето? Па вака, значи, пролетта као пролет имаше доста мразеви, што значи дека овошната паша популарна меѓу пчеларите е изоставена, односно самите овошки се буквално измрзнати. Почнувајќи од кајсија, бадеми, праска, после вториот бран на мразеви, јаболка, цреша, вишна, буквално овошната паша е изоставена, значи измрзнато е све. Моментално, за чудо, што ретко се случува, меѓутоа и кај нас се случи ова година да и багремовата паша, односно цветањето на багрено дури и он е измрзнат. Случуваме со потешкоти, пчелните семејства се солидни развиени, не се лоши со пчелната година, меѓутоа се уште се на граница на обстанување, односно дневен унос за дневните потреби, што значи дека немаме вишок на нектар се уште во природата. Меѓутоа, со овие врнежи се надеваме се уште не останува во нашиот крај драката и ливадската паша. Мора да ги одржиме и да се подготвиме за таа паша, надевајќи се дека на крај сезоната ќе биде завршен како што треба. Меѓутоа до сега, да не речем катастрофални, меѓутоа голем дел од колегите има и загуби и од соседните држави од нашиот регион. Продолжи со ладно време, се уште не е стоплено. Каква таква влага имаме во почвата, меѓутоа пак ќе кажам, измрзнати е поголем дел од овошната паша, се надеваме на наредната ливадска паша. Кога пристигнавме овде, ви видовме како ги спроведувате активностите овде во вашиот пчеларник. Кои активности периодот ги спроведуваат пчеларите? Па одредени активности што можеби до тега требаш да ги спроведеме или ги пролонгираме ради надворешните, односно пчелната паша, проширување на пчелните семејства, додавање на овие сортни основи и додавање на тела доколку има потреба, се надеваме дека ќе има потреба во овој период за медобер. Значи последните подготовки за успешно. Овде се наоѓаме моментално на терен за производство на матици за сопствено производство и за пазар, така да во овој период имаме доста активности, значи април, мај и јуни се месеци во пчеларството дека најголеми се активности. Пред мај е доста активности. Спомна се дека временските услови, периодот не одговараат на пчеларењето. Дали ова ќе значи дека и годинава ќе имаме слаб принос на мед? Се надеваме дека нема да се повтори ланската година. Значи ланската година беше катастрофална во смисла што имаме скоро 4 месеци во овој регион без капка дожд, значи сушно, без полен и самите пчелни семејства беа заземени слаби, односно без протеинска храна, без полен. Надеваме се дека сега за сега имаме влага во почвата. Надеваме се дека ќе се стопли времето, ќе бидат подобри условите за да имаме добра нектарење во природата и за да имаме добра принос. Надежда секој пат ке нас постои. Нашиот да ја сработиме работа, да ги подготвиме пчелите, па природата што ќе даде да искористиме од неа. Пласманот како оди? Пласманот можеби речеме од година година се потешко. Не е проблем можеби пласманот колку нелојалната конкуренција, постојано го кажуваме тоа. Значи производи што се декларираат како пчелни, односно мед, а не е мед, туку е индустријски и за употреба за пекарската индустрија и со многу ниски цени што реално не може да се најде на пазарот. Мислам, не пазарно издржано, не дека не се наоѓа на пазарот, се наоѓа на пазарот. Препорачуваме нормално до надлежните кои треба да го контролираат тоа да го исконтролираат и нормално да потрошувачите да се купуваат од познати своји пчелари, односно луѓе кои ги познаваат со добро, бидејќи медот не само кај нас, туку на светско ниво е една од најфалсификуваните храни на светот. Кога зборуваме за фалсификуван мед, како граѓаните, како купувачите да откријат кога се работи за вистински, кога за невистински мед? Тоа се потешко и потешко. Значи фалсификаторите веќе идат од тај степен, дури одредени лаборатории веќе не може да го испитат тоа. Моментално има толку добар, да речеме, таа индустрија развиена со фалсификување на медот како храна. Моментално се наоѓаат само 3 лаборатории веродостојни последните изводи на ниво на Европа што комплетно може да направат анализа. За потрошувачите како потрошувачи, спомнав пред малку. Бирајте, најдете си, што би рекле луѓето, свој матичен пчелар на кој му верувате и кој повеќе време земате мед за да знаете што пред се медот каков мед и што зимате, бидејќи пред се кај нас медот го зимат за повеќе за леко како храна, меѓутоа го користат мали деца, болесни луѓе кои имат проблем со здравјето и штета би било да се
уште поголема штета направи со користење и конзумирање на неквалитетно, односно не мед, туку засладувач одреден. Значи препорака е тешко се препознава веќе медо. Значи фалсификаторите идат се поусовршено. Препорака е ние во регионот имаме доста добри пчелари, доста добар мед, не само наши региони, општо на ниво на Македонија, така да имаме избор и мислам дека ќе ги задоволиме потребите. Наједноставно и најлесно е да си одбереме свој матичен пчелар. Еве веќе кога зборуваме за фалсификуван мед, кажете ми дали појавата на фалсификуваниот мед ќе го намали интересот за пчеларење? Па вака, значи, нормално. Се помала е продажбата на мед. Од една страна, купувната мок на граѓаните е намалена. Знаеме каква не е купувната мок, растички цени на сите производи, на сите репроматеријали за пчеларството. И еден од поголемите фактори, вие што спомнавте, е фалсификуван мед. Значи, со него не може да имаме конкуренција. Значи, производната цена на медот по кошница е поскапа. Зошто поскапа? Зашто претходните години, можеби пред 10 или повеќе години имавме 13, 15, дури 20 кг, зборам за просек по кошница во нашите региони. Сега сме насведени на 3 до 5 кг од кошница, што нормално репроматеријалите за одгледување на пчеларството се зголемени, цените, односно цените на репроматеријалите, нормално дека цената на производството е се поскапо. Голем дел од колеги се откажуваат пред се и заради климатските промени. Мало еден од факторите, втор фактор и исто поголем што спомнате, па ќе повторам, фалсификуване мед со кој не може да имаме конкуренција, нормално и не треба да имаш конкуренција, меѓутоа ја намалува продажбата и немањето веќе многу појавата и многу болести во пчеларството. Последните години се случуваат пред се варовата, крлежот, немањето на соодветни лекарства кои треба да ги третираме пчелите за да настават својот живот. Така да, значи, голем дел има интерес уште, меѓутоа не е тој интерес колку што беше последните години. Се гледа намалување на растот на пчеларството. Кажете ни, колкава е бројката на пчелари на територијата на општината Пробишти, дали таа се намалува или се зголемува? Дали имате таков податок? Вака, во последните години имавме пораст, значи, на пчеларството и голем интерес последните години, кога зборам последните 5-6 години назад, меѓутоа оваа година претходната такава веќе допрено, нечеме врвот, односно пикот на развојот, мислам дека веќе поголем дел се откажуваат, се намалуваат бројот на кошници, некаде околу 200 пчелари на територијата на општина Пробишти пчеларат, кои се повеќе или со помалку кошници, зависно од регионот. Еви за крајот овој разговор ќе ве прашам за оние кои што во моментот ќе се заинтересираат да се занимаваат со оваа дејност, за каква дејност станува збор, сосема накратко ќе ни кажете и колку е потребно време да се одвои еден ден за да се биде успешен пчелар? Прашањето е доста обсежно. Значи, пред се треба да сакаме пчеларство да го работиме. Друг услов многу битен да не сме алергични на убот на пчела, а од друга страна пчеларството станува се поскап по хоби, односно поскап бизнис. И може би да речеме дека нема веќе импровизирање во пчеларството. Или го работиме, или на страна од него. Не само пчеларството, веќе скоро секоја дејност, дали е земјоделска, дали е трговска или било која. Значи, за да започнеме, ние мора да имаме основната опрема, која основна опрема бај ги кошта. За да започнуваме истата опрема, ние да ќе користиме за 3, 5 или 50 пчелни семејства, меѓутоа мора да имаме. Сето тоа израсува повеќе трошкови, значи сите кои сакаат да се занимаваат и посакувам стрека се занимаваат, нек се консултира со искусни пчелари, имаме доста литература, меѓутоа треба да бидат спремни на сериозноста пред се. Значи пчеларството и спомнувам и другите земјоделски сектори веќе стануваат професија. Или го работиме како што треба, или се трагаме на страна. Многу брзо ќе изостанат резултатите, да не бидеме разочарани. Значи мора сериозен пристап да имаме кон пчеларството. Во моментот што треба да се направи активноста, мора и треба да се направи. Да не одложуваме, да не, значи имаме малку време и ќе му посветиме малку време, на крај резултатот ќе биде лош и ќе бидеме разочарани. Мора да имаме сериозен пристап. Да, на секој посакувам за совети, за било што добро дојдем и го тоа, пак ќе речем, мора сериозни и да го сакаме да го работиме. Нормално, да бидеме спремни на финансиски средства кои треба да ги вложиме. Би порачал на сите од нашата општина, нашиот регион да конзумираат пчелни производи како храна, не како лек, бидејќи дугогодишното користење, односно постојаното конзумирање на пчелни производи, не само медот, тука се поленот, прополисот, матичната млеч, значи перга и ред други миксови со мед,
допринесуваат за подобрување на имунитетот. Значи нашите навики се да користиме кога дојде болест и тоа ќе ги употребуваме и тоа да ги користиме постојано во исхраната. И купувате пчелни производи од познати луѓе, познати пчелари што на кого и верувате и знаете да од кого што купувате.